Добро утро, добар ден или може да кажам и здраво, драги дечиња, драги мои другарчиња, драги родители, баби, дедовци, но и мои колешки и колеги. Јас сум учителката Марија Бошкова. Ви доаѓам од детската градинка Рада Поцева од градот Кавадарци. Драги дечиња, знам дека знаете дека надвор сме годишното време пролет. Времето баш не ни кажува дека надвор е пролет, постојано ни врне и студено е, но се надеваме дека набрзо ќе се појави сонцето кое што сите со радост го очекуваме, за да можеме надвор да си играме. Јас, како вовед, во денешното наше другарување, ќе ви испеам само едно стихче од една детска песничка, нема да ве заморувам и да ви ја пеам цела, и потоа ќе продолжиме понатаму. Пролет мила сек ден дојде, ни донесе цвеќиња, ни донесе топло сонце за малите дечиња. Пеперутки, бубамари на цвеќиња летаат, а мравките вредни мали семиња собираат. Ете така, дечиња, песничката доста е. А сега ќе продолжиме понатаму, така што ќе ви раскажам една многу убава приказна. Денес, драги дечиња, јас ќе ви ја раскажам приказната која се вика Чадорче за цел свет. Еден убав сончев ден во пролет, на една ливада израсна една убава црвена печурка. Шарената пеперутка постојано си леткаше околу неа. Тука другарчиња беше и медената пчелка, која што си зуеше зум, 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 и таа си леткаше од цвет на цвет. Околу неа, натаму, наваму, натаму, наваму, постојано скокаше и зелениот скакулец. Највредни од сите нив тука беа малите мравки, кои што постојано брзаа да соберат што повеќе храна. Тие, мравките, застануваа кај печурката само кога требаше да се одморат малце од нивната вредна, напорна работа. Тука беше и штурчето. Тоа им правеше друштво на сите нив, така што им свиреше со својата виолина. Како што беше убаво и сончево времето, одеднаш се наоблачило и почнало да врне многу силен дожд. Црвената печурка другарчиња се загрижи за своите пријатели и почна брзо да ги довикува за да се засолнат кај неа. Еј ти, шарена пеперутко, дојди брзо под моето чадорче, за да не ти се натопат крилцата. Ајде, пчеличке, дојди и ти, за да не ти се наполни твојата кошничка со вода. Побрзај, штурчо, побрзај под моето чадорче.
И сокри се и ти од дождот. Ајде, ајде скакулче, ајде, и вие вредни мравки. Побрзајте, затоа што ќе ве наврне силниот дожд. Така, деца, добрата црвена печурка стана чадорче за цел свет. Другарчиња, се надевам дека ви се допадна приказната која ви ја раскажав. Ако внимателно сте ме гледале и сте ме слушале, сте отвореле и очиња и ушиња, сте ја запомниле. Но мислам дека уште подобро ќе ја запомните ако ја повториме преку неколку прашања кои што ќе ви ги поставам во врска со нејзината содржина. Драги другарчиња, каде израснала големата црвена печурка? Што мислите? Така е, таа израснала на ливадата. А кои инсекти секојдневно биле во нејзина близина? Ајде да ги наброиме. Така е, тука била пеперутката, потоа пчелката, потоа мравките, скакулчето и се разбира штурчето. А што правеле тие? Вредните мравки собирале храна, скакулчето си скокало, пеперутките си летале, пчелката си зуела и си леткала од цвет на цвет, а што правело штурчето? Така е, штурчето си свирело на својата виолина. А деца, каде се сокриле инсектите кога заврнал силниот дожд? Што мислите? Каде се сокриле? Така е, тие се сокриле под црвената печурка. Драги другарчиња, се надевам дека ви се допадна приказната што ви ја раскажав. Со задоволство ќе ја погледнете и ќе сакате да ја слушнете и друг пат. Јас многу ве поздравувам. Бидете добри, драги мои дечиња, мои другарчиња и се разбира послушни. Довидување, чао, до некое наше следно видување и другарување.